Преспенскиот договор е уникатен, можеби меѓународен производ, велам меѓународен, затоа што сум убедена дека зад него стојат други центри на моќ и дека е ова дел на една геополитичка игра во која балканските елити, односно грчката и македонската страна, се само извршители. Велам уникатен само од причина што се однесува на проблемот на идентитетот, на името на еден народ. Од друг аспект гледано, па воопшто не е уникатно, затоа што големиве сили на таков начин постапуваат на неоколонијален пристап, ги убедуваат под наводници малите народи и држави да постапуваат согласно нивните интереси и потреби. Овде станува збор за очигледно малку појака позиција на грчкото лоби во овие големи центри на моќ, и тука првенствено мислам на Вашингтон, а потоа и на Брисел, Берлин. Така што мал попуст, за нас многу голем попуст се разбира, е она што овој асиметричен договор го става на страната на Грција, која само добива, додека македонската страна е ставена во покорна ситуација да само исполнува. Она што македонската јавност, особено политичка, не го гледа се уште и покрај сите обиди да го објасниме, е дека ова не е еднократен чин. Значи, во моментот кога го подпишувате, го ратификувате и потоа почнувате да го имплементирате, вклучително со неверојатна промена во сопствениот уставен систем, и вашиот устав го правите октруиран устав, наметнат однадвор, е дека тоа обид да се наметне трајна состојба. Трајна состојба на нечија надворешна супервизија, контрола, казнување, дисциплинирање и, ако сакате, некој национален инженеринг во кој веројатно се потребни само неколку години да пораснат неколку генерации на деца кои ќе поминат низ училишниот систем, за да постепено почне да бледне и самата идеја за македонството, за Република Македонија, за целиот наш целокупен, значи, идентитет. Не мислам тука само на нас кои сме граѓани во Република Македонија, туку и на сите македонци кои живеат надвор од Републиката. Така што влегуваме во една агонија, во еден процес на кој почетокот можеме да му го лоцираме до некаде, меѓутоа крајот е нешто што не можеме дури ни да го предвидиме. Мислам дека овие политички фактори моментални во Република Македонија не се ни свесни дека во залог на идните генерации, не само што оставаат еден устав кој ќе ги ограничува, кој ќе им ги врзе рацете, кој фактички не е устав на слободна нација, ќе им остават едно трајно должничко робство кон странски фактори. И тоа е она што мислам дека дел од македонската јавност, посебно интелектуална, го препозна, се обиде да го објасни, да предупреди, да го спречи, ако сакате, барем преку бојкотот на референдумот. Меѓутоа, засега остануваме се уште на патот на некаква, можеби, трка, како да речем, последните метри во маратонската трка. Ова, не знам, не би сакала да им го оставиме на идните генерации, бидејќи ова е наш долг и наша задача, и нам не се случува во овој момент и ние ќе носиме целата историска одговорност. Ако сега не направиме нешто, идните генерации ќе имаат полно право и да не судат за ова што сме го дозволиле, меѓутоа нема да биде нивна работа да ги исправаат нашите грешки.